Кога јас бев дете, имавме еден проблем помалку. Сајбер, дигитално или онлайн, врсничкото насилство, проблем кој не е видлив, но остава сериозни траги во емоционалниот развој кај децата. Оваа приказна која сакам да ја споделам со вас не е од моје лично искуство, ама од искуство на мои пријатели. Се работи за нивната ќерка, ќе наречам Маја, ученичка во 7 одделение, која беше весело, радосно и комуникативно дете, кој наеднаш стана повлечена и нерасположена. Секое спремање и подготвување за тргнување во школа стана проблем, се жалеше на здравствени проблеми, болки во стомакот, главоболки и слично. Родителите и ние, блиските, мислевме дека се работи за нормален период од нејзиното детство, но во позадина стоеше нешто многу посериозно и поголемо. Се додека другарка на Маја не се обрати на нејзината мајка и сподели информација дека група на девојчиња од истото школо креирале лажни профили на социјалните мрежи и на истите и испраќале пораки на Маја со навредлива содржина, закани и исмејување. Сакам да апелирам до родителите и до наставниците да разговараат со децата жртви, но и со сторителите. Само со разговор и со делување можеме да се избориме против врсничкото насилство.